Сретнавме со едни девојчина кои што ме застанаја, кои што одеа на тепачка, па ми пишаја да ги избришам. Во ред, тие застанват со мене зборат и после барат да ги избришам. Океј, ги избришавме. После ми пиша овај то чега се како да го наречам без да го навредам. То малото човече ми пиша што седеше на клупа, јас му ојдов и што викав дека треба да се почитува овај дечко, Никола, да. Добро, го избришав. И сега некоја излегва паметна, мислам јас не го избришав, туку му пишав на клиперите кои што ги имаја ставено, клиперите нив, му викам да избришете ги, луѓето ме замолија вака и вака да бидат избришени. Иако тоа не е моја работа ја да го правам, но сепак јас ве почитувам и ја почитувам вашата приватност и му пишам да ве избришат. Иначе не е моја јас да му пишвам на клиперите да ве бришат. Да знаете чисто. Вие свесно знаете дека сте на лајв, свесно знаете дека има камера, да гледате камера, ве снима, микрофони, све, и вие свесно разговарате со мене. И сега што сакам да кажам. И сега она што ме бакнала мене, што била мажена, ме пријавува во полиција дека сум ја вознемирувал. А со што сум ја вознемирил јас, немам појма. Му понудив да одиме на кафе, да седиме негде, да јадеме, свесно прифаќаше, да, може, викаше, да, таа Швајцарија, не сакам да му го кажувам името, затоа што не заслужува. И ме пријавува во полиција за вознемирување и ќе ме тужеле приватно. Зашто ќе ме тужат приватно, не знам, Господ нека му поможи. Ќе ме тужат за тоа што она мене ме баци. Ќе ме тужат дека она мене ме бакнала, а она е мажена фактички. Таја, ако не кеше да седи пред камера, можеше да ми речи: Ритко, извините, молам, јас сум мажена жена, не сакам да сум пред